Подпредседателе, почитувани македонски граѓани, почитувани пратеници, колега Балковски, дадовте стручно елаборирање тука зошто овој закон за урбанистичко планирање е лош. Јас само ќе ве надополнам во таа насока, бидејќи овој закон се носи обратно пропорционално од сите закони, односно нема правна логика. Наместо договорот за овие коридори да биде склучен согласно националното законодавство, министерот Бочварски како потписник и Ејуп Рустеми излегле од своите законски надлежности и потпишале договор кој што излегува од моменталното национално законодавство. И како последица на тој договор сега ние го менуваме нашето национално законодавство и овој автопат нажалост ќе не чини многу поскапо од она што сега се спомнува како сума, односно ќе имаме најскап автопат во најсиромашната земја. Исто така сите овие закони кои што се во процедура, и законот за експроприација, како и поминатиот закон за работни односи, така и овој за урбанистичко планирање, не одат на матичните комисии, кој за труд, кој за транспорт и врски, како во сите останати нормални европски држави, кај нас одат со европско знаменце, без да се споменуваат директиви и регулативи, односно без да има усогласување на националното законодавство со европското законодавство, на што алармираше и евроамбасадорот Дейвид Гер и останатите евробратеници кои што го посетија нашиот законодавен дом. И оно што е најстрашно, што како што напоменавте и вие, во овој закон за урбанистичко планирање, изредувачот на урбанистичкиот проект, на негово барање, треба субјектите во рок од една недела да му ги достават сите податоци и информации. А доколку не ги достават за една недела, ќе се смета дека не ги доставиле, а сите евентуални штети кои што настанале поради не доставувањето на овие податоци, кои што би настанале при изградбата на автопатите, ќе треба да ги покријат субјектите, односно јавното претпријатие за шуми, Министерството за екологија, можеби некоја општина каде што ќе минува автопатот, а реалноста е дека за една недела не може да ги достават. И не треба да ги лажите, колеги од владеачкото мнозинство, македонските граѓани, треба да кажете дека со овие законски измени вие буквално уште неколкукратно ќе го зголемите чинењето во милиони на овој автопат, затоа што де факто такви последици ќе настанат, затоа што кога се работи без урбанистички план, кога се скокаат сите процедури во процесот на градење, очекувано е да има многу бројни непредвидени ситуации и тоа на крај да биде натовар на граѓаните. Би сакал да напоменам дека за сите овие работи не треба да се вадите со европското знаменце и со изјавата на амбасадорката во Република Македонија за компанијата Бехтел. Бехтел е нормално да се зголемува и да очекува да го зголеми својот профит, но за вас е нормално да се грижите за македонските национални интереси и каде и како завршуваат парите на граѓаните. Благодарам.